Вкусно! Зголемената фреквенција на возила, туристи, пешаци и велосипедисти во летната сезона носи поголем сообраќаен притисок во Охрид и Струга. Токму затоа, системот SafeCity се очекува да биде важна алатка за подобрување на безбедноста на патиштата. Во моментов активна е само камерата кај Ново село, локација која според статистиката важи за една од најкритичните, со најголем број сообраќајни незгоди. Во тек се подготовките за целосно активирање на системот. Дополнително, во функција ќе бидат и мобилни електронски камери. Се работи за патните правци приодите кон Охрид, во централното градско подрачје, булеварите туристичка, железничка, на патните правци кон излетничките места кон плажите и со тоа всушност ќе се придонесе, како што напоменав, за значително подобрување на безбедносната сообраќајна состојба во Охрид на подрачјето на СВР Охрид. Граѓаните очекуваат засилениот видеонадзор да влијае врз поголема дисциплина кај возачите, но нагласуваат дека е неопходна поголема сообраќајна култура. Тешко, ево, кај нас во Рача, јас живеам, возет ненормално, уште. Исто, бадила ти е, што сакаш да правиш, исто ти се фаќа. Први треба срединава да ја средет, после камерите да ги редет. Затоа што овдека на тротоарон, кај што е лента на заточаци, возит мотори. Не може ништо да подобри, не можете. Нема култура сообраќајна, тоа е тоа. Охрид плюс капацитетот многу прекулето. Немат капацитет Охрид за прекулето, таа наезда на детски туризам, да го нарече да е совлада, така да не може да. Со илјаници туристи кои секојдневно пристигнуваат во двата туристички центри. Ова лето надлежните очекуваат безбеден град превентивно да делува врз сите учесници во сообраќајот. 65 години традиција, фолклор и културно поврзување. Охрид и годинава ќе биде домаќин на Балканскиот фестивал на народни песни и игри, една од најстарите и најзначајните фолклорни манифестации во регионот. Јубилејното издание носи богата програма, настапи на ансамбли од повеќе балкански земји и уште една потврда за значењето на фестивалот во зачувувањето на културното наследство. Со повеќе децениската традиција, Балканскиот фестивал прерасна во препознатлив културен бренд на Охрид и Македонија. Отворањето е вечерва во 20:30 часот на платото пред Центарот за култура Григор Прличев. Одбележувањето на 65 години од постоењето на Балканскиот фестивал е голем повод за гордост не само за Охрид, туку и за целата македонска културна сцена. Овој фестивал е еден од најстарите и најзначајните фолклорни фестивали на Балканот, кој со децени негова традиција ги поврзува народите и ја афирмира богатата културна ризница на Македонија. Годинава фестивалот повторно обединува ансамбли од повеќе балкански земји кои преку песна игра и традиционална носија ќе испратат силна порака за пријателство, меѓусебно почитување и културен диалог. Организаторите најавуваат богата програма, исполнета со автентични фолклорни настапи и незаборавна фестивалска атмосфера. Фолклорот останува еден од најсилните чувари на културниот идентитет. Тој ги пренесува вредностите, обичаите, историјата на генерациите од генерација на генерација и не подсетува кои сме, од каде потекнуваме. Исто, иако живееме во едно современо време, интересот кај младите се повеќе се зголемува за наша среќа. Традицијата се повеќе расте, особено кога таа се представува на современ и привлечен начин. Токму затоа фестивалите како Балканскиот имаат огромна улога, не само да го зачуваат наследството, туку и да го доближат до новите генерации.
Во рамките на 4-деневната програма, љубителите на фолклорот ќе имаат можност да проследат настапи на ансамбли и културно-уметнички друштва од земјава Албанија, Бугарија и Хрватска, кои преку автентичните песни и игри ќе го представат богатото народно творештво. Фестивалот свечено ќе биде отворен со изведбата на Билјана Платно белеше од Гудгирдан од Бисери од Охрид, пошто ќе следува целовечерен концерт на националниот ансамбл на народни игри и песни Танец од Скопје. Советот на општина Охрид на 9 јули во четврток со почеток во 9 часот ќе одржи 12-тата седница. Пред советниците ќе се најдат 36 точки на дневниот ред, меѓу кои предлог одлуката за измени и дополнување на буџетот на општина Охрид за 2026, односно ребаланс на буџетот. На дневен ред се измени и дополнување на програмите во областа на урбанизмот, културата, спортот, образованието, детската, здравствената и социјалната заштита, како и програмите за изградба и реконструкција на локални патишта и улици, изградба на паркинг простори, водоснабдување, уредување на градежно земјиште и јавното осветлување. Советниците ќе расправаат и за предлог одлуката за отстапување на користење на паркинг простори од општина Охрид на јавното предпријатие Билјанини извори, за продолжување на работното време на занаетчиските субјекти, како и за повеќе предлог одлуки поврзани со урбанистичко-планската документација и за вклопување на бесправно изградени објекти. Јавното предпријатие Билјанини извори информира дека од денеска официјално започнува со работа градскиот отворен базен Атина Бојаджи, со што стартува летната сезона за рекреација и пливање. Базенот ќе биде отворен за посетители секој ден во периодот од 8 до 19 часот. Од предпријатието најавуваат дека пливачките школи ќе започнат со работа од 6 јули понеделник. Обуките ќе се одржуваат во два термини, предпладневен од 8 до 13 часот и попладне од 17:30 до 19 часот. Од јавното предпријатие Билјанини извори ги повикуваат граѓаните и посетителите да ги искористат условите што ги нуди базенот за рекреација, спорт и разладување во текот на летната сезона, а најмладите да се приклучат на пливачките школи и да ги направат своите први пливачки чекори под стручен надзор. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната температура се искачи до 29 степени. Утре во Охрид сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 18 степени, а максималната дневна до 30 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 13 до максимални 32 степени. За време на викендот времето ќе биде стабилно и сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Повремено ќе има силен ветар со брзина и од над 60 км на час. Во понеделник и деновите што ќе следуваат ќе преовладува сончево време, но во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд и грмеши.